Jeep го прошири семејството на Grand Cherokee со неговата верзија со пократко меѓуоскино растојание. Номинално ова е петата генерација на луксузниот теренец која формално беше представена во јануари со верзијата со 7 седишта со ознака L. Од неа се разликува по помалата должина за 29 см, додека дизајнот е непроменет. Во однос на досегашниот модел, новиот Grand Cherokee сепак има поголем внатрешен простор и попростран багажник, детерминирани со поголемите габарити. Како што доликува на еден современ модел, интериерот е исполнет со мноштво нови технологии. Така, покрај дигиталната инструмент табла и централниот дисплеј, дури и со возачот може да има свој екран. На патниците назад на располагање им е посебен инфозабавен систем на кој може да гледаат видеа преку интернет. Стандардната безбедносна електроника е во согласност со класата на која припаѓа и вклучувајќи и такви нешта како што е камерата за ноќно возење. Како и секогаш, најсилната страна на Grand Cherokee се погонските склопови. Основната варијанта е опремена со 3,6 литарски V6 со 293 коњски сили и може да повлече приколка со солидни 2,8 тони. Оние кои сакаат повеќе ќе се одлучат за 5,7 литарскиот V8 со 357 коњи, а еколошки ориентираните за плагин хибридната изведба која ќе пристигне малку подоцна. Незиниот дволитарски 4-цилиндричен агрегат со електрична асистенција испорачува комбинирани 375 коњски сили. Батеријата од 17 киловат-часа е способна да обезбеди поминување 40 км само на струја. Grand Cherokee стандардно доаѓа со погон само на задните тркала, но во зависност од моторот и верзијата на располагање е со 3 различни 4x4 системи. Најмокниот од нив вклучува и воздушно ослонување, која ќе ја крене каросеријата на 29 см на теренот по кој се вози. Испораките на новото издание на големиот поглавар ќе започнат пред крајот на годинава по цени кои ќе бидат нешто пониски од неговата продолжена верзија.